Благодарам, председателке. Чисто прво да кажам дека ние како опозиција ВМРО-ДПМН ќе се приклучиме на овој амандман и ќе го поддржиме. Се надеваме дека претениците од власта ќе бидат разумни и ќе се сетат што говореа пред да дојдат на власт и дека тоа ќе ги мотивира да гласаат за поддршка на овој амандман, без обзир на тоа што министерката рече дека таа не го прифаќа. Чисто сакам да ги подсетам претениците од власта дека пред да дојдат на власт полни им беа устите со зборовите чист воздух за сите. Дека главен проблем на загаденоста во Република Македонија на воздухот беше минатата власт и дека воздухот ќе се чисти кога ќе се изврши промена на власта. За жал, тоа не се случи, што е и нормално, нити може да се случи така едноставно, да се чисти воздухот со промена на власта, туку воздухот се чистува со вложување перманентно во оваа област. Лицемерие е да зборувате за тоа дека вие за прв пат оваа влада ставила приоритет на заштита на животна средина и прочистување на, тоест чист амбиентален воздух, а 2,5 години, а веќе и трета, со прст не мрдате да тоа се направи. Само еден пример ќе дам. Имате проект за топлификација на општините Могила, Новаци и Битола со одземање на енергијата од котлите на рек Битола и претварање во топлинска енергија и дистрибуирање до граѓаните на овие три општини. Проект за кој што има обезбедено пари, проект за кој што се беше завршено и пред 2,5 години требаше само да продолжите да го реализирате. Меѓутоа, со проект кој што најмногу може да се придонесе за подобар воздух во општина Битола, вие го стопирате. И одите на проекти каде што сте многу добро познати по земање на провизии, тоест делите инвертер клими и преку општината и преку Елем, за да нормално некој добие финансиска корист од сето тоа. Значи, не се сложувам, колешке, со констатацијата дека за прв пат оваа влада даде приоритет на заштитата на животната средина, можда на хартија, можда декларативно, меѓутоа суштински ништо не е направено. Ако сакаме нешто да направиме, треба да вложиме повеќе енергија и повеќе пари. Ево ви прилика, колеги пратеници од власта, со овој амандман да издвоиме од буџетот, ми се чини околу 24 милиони евра се прилика парите кои што се бараат, за суштински нешто да направиме. И тоа што го правиме пред се за сите нас, за нашите деца, за сите граѓани во Република Македонија. Има начини да се трнат некои пари од некој, тоа е и предложено во амандманот од ставки, и суштински да направиме нешто. Да не видиме само декларативно да се залагаме, а ништо да не правиме. Благодарам.